На Куманово му е неопходна промена на економски план, истакна на денешната пресконференција Агрон Фазлии, председател на регионалната занаетчиска комора и на Комората на Македонија, на која беа истакнати неколку барања од управниот одбор до идните градоначалници и советници, бидејќи регионалната комора го покрива североисточниот регион. Ние како комора јас викав на оваа пресконференција се со цел да покажеме дека училиштето и практичната настава и средните стручни училишта треба да имат посебна внимателност, затоа што се идни занаечи и идна подвижна економија за нас во Куманово. Така да благодарам што дојдовте. Тука со нас е целиот управен одбор, има представници од слатарите, од сите други, од косметичарите, од фризерите и од сите други дејности во Куманово, и сакаме да ги истакнеме нашите барања кон идните градоначалници и кон идните листи за совет, затоа што потребно е на Куманово промена во економски план. Веќе управниот одбор донесе неколку заклучоци и неколку барања до идните кандидати за градоначалници и идните советнички листи. Почитувани кандидати, регионалната занаетчиска комора Куманово како институција која ги застапува интересите на занаетчиите и малите бизниси во целиот североисточен регион, ви се обраќа со следните барања и предлози кои сметаме дека се од суштинско значење за развојот на локалната економија, за очувување на традицијата и поддршката на занаетчиите. Намалување на фирмарината. Фирмарината представува значителен финансиски товар за малите занаетчии. Бараме истата да се намали со цел да се олесни работењето и да се поттикне регистрирањето на нови занаетчиски бизниси. Пресметување на дирекцијата на УЈП од Штип во Куманово. Со оглед на тоа што Куманово е поголем град со значително повеќе економски чинители од Штип, бараме дирекцијата на управата за јавни приходи да се премести од Штип во Куманово. Ова е потребно за тоа што Куманово е трет по големина град во државата и економски центар во регионот. Голем број занаетчи, предприемачи и компании секојдневно имаат административни потреби. Моменталната состојба е апсурдна. За еден документ занаетчиите од Куманово мора да патуваат во Штип, што представува дополнителен трошок и загуба на време. Со пресметување на дирекцијата во Куманово ќе се добие поефикасна администрација, поголема достапност за граѓаните и рамноправна распределба на институциите според големината и економската моќ на градовите. Почитување на законот за занаетчиството и зголемување на бројот на паушално оданечени занаетчи. Иако Куманово е еден од најголемите градови, според официјалните статистики има само 7 паушално оданечени занаетчи, што е речиси 1% од вкупниот број на национално ниво. Бараме почитување на законските одредби и овозможување на повеќе паушално оданечени занаетчи со цел поголема формализација на дејноста. Просториите за комората. И покрај тоа што локалната самоуправа во минатиот мандат обезбеди простории, тие се недоволни. Во една од нив веќе отворена градска сувенирница, што е за поздравување, но комората има потребно од дополнителни канцеларии за состаноци, за предквалификација и квалификација според потребите на пазарот, за реализација на мајсторски испити, за спроведување на обуки и проекти. Бараме овие простории да бидат обезбедени во занаетчискиот дом, кој што по правило треба да биде во сопственост на комората, како што е случај во Скопје и други градови. Поддршка за младите при отварање на сопствен бизнес. Иако постојат владини мерки за поддршка на младите, секоја локална самоуправа може дополнително да одвои сопствен буџет за оваа цел. Бараме општина Куманово и останатите општини од регионот да формираат посебни програми за финансиска и логистичка помош на младите кои сакаат да отварат занаетчиска дејност или сопствена фирма, за да им се овозможи старт и одржлив развој. Намалување на сивата економија. Потребни се заеднички активности со локална власт за намалување на сивата економија, која директно ги оштетува регистрираните
занаетче. Поддршка за старите занаети и промоција на Куманово преку сувенири. Бараме средства предвидени за поддршка на старите занаети да се зголема двојно, а воедно да се обезбеди поддршка и за развој на сувенири кои ќе го представуваат Куманово и целиот североисточен регион. Заклучок. Веруваме дека секој кандидат за градоначелник од регионот може и треба да ги прифати овие барања, бидејќи тие представуваат реални и издржани чекори за развој на североисточниот регион, подобрување на условите за работа на занаетчиите и заживување на локалната економија. Со почит, регионална занаетчиска комора. Моментално состојбите се катастрофални во економскиот план кај микромалите предпријатија, затоа што покрај сивата економија, нелегалната продажба во интернет, покрај сите други пречки, ние имаме и дополнителни контроли кои што ни пречат, односно формалната дејност која ја објавуваат нашите занаечи, дали златари, бербери, фризери и сите други дејности има попречување, а во друга страна, во други региони гледаме дека нема такви контроли. Ние бараме исти контроли да бидат, но и што повеќе формализација на занаечиите, бидејќи не сме мал дел. Уште ова да го кажам, бидејќи лебде е нашето барање национално во национални власти да ја намалат електричната енергија, да не ја наплатуваат како индустријска во малите дуќани. Тоа го бараме со години, чекаме и од новата гарнитура да ги прифати овие наши барања, но до сега немаме никаков одговор. Барам потитно електричната енергија, што се категоризира за индустријска. Не може еден златар да плаќа индустријска струја, а работи со алат кој што не троши струја. Не може еден фет да биде индустријски. Не може една машина што шие да биде индустријска. Затоа индустријата нека си остане во индустријските зони, а занаетчиите да плаќат електрична енергија потрошена, не велам како домаќинство, него да има една поблага категоризација за да можат да успеат во нивната работа.